почитувани членови на семејството на Видое Подгорец, почитувани наставници, почитувани поети, писатели, научни работници, почитувани дами и господа, добар ден и добре дојдовте на првата активност во рамките на овогодинешното 17-то издание на манифестацијата Средби под јаворите, посветено на најплодниот македонски писател и поет за деца и возрастни Видое Подгорец. Првата активност е наречена книжевни разговори. Но, пред да поминеме на нив, само да кажеме дека оваа манифестација е во организација на Сдруженијето Средби под јаворите, просветно дело, а поддржана од Општина Струмица, Општина Новосело, локалната установа Библиотека Благојанков Мучето од Струмица и Националната установа Центар за култура Антон Панов. Значи, во рамките на овие книжевни разговори ќе зборуваме за ликот и делото на Видое Подгорец. Сите ние или дел од нас лично го познаваат Видое Подгорец, а најголемиот дел го познаваат преку неговото дело. Но чинам дека во оваа сала не постои човек кој повеќе го познава Видое Подгорец од човекот кој прв ќе ви се обрати. Познатиот и признат писател, поет за деца, Киро Донев. Да го поздравиме со еден аплауз. Господине Донев, повелете. Припадна честа јас прв да зборувам, иако може би има овде поквалификувани од мене да говорат за литературата за деца. Меѓутоа, ми е чест што ми дадува прв збор, бидејќи не заради тоа што бев иницијатор за покренување на таа манифестација, ништо не може да се биде попусто е да бидеш иницијатор ако нема некој тоа што ти си го замислил да го реализира. Како што рече мојот драг пријател Ѓорги, со помош на овие соорганизатори на оваа манифестација, еве ние по 17 пат, драги деца, се среќаваме и се надевам дека оваа манифестација нема никогаш да престане да се одржува овде во тоа наше поднебје, каде што се уште, каде што мислам дека иако Видое Подгорец не е меѓу нас телесно, неговиот дух шета овде пак по неговото Подгорје. Повеќе ви кажал нешто само сега за најмалите еден податок за моите први средби, односно со името на Видое Подгорец. Овде има ученици кои учествува негде најмалите трето одделение. Токму на таа возраст и јас прв се запознав со името на Видое Подгорец. Јас бев во моето родно место како ученик во трето-четврто одделение, а Видое Подгорец беше учител на 16 години во соседното село Босилово. И мене татко ми секое утро ме будеше, ајде станувај, колешкото учителче веќе си претрче преку нашата порта. Тој од целото колешино, уште како незавршен средношколец во учителската школа во Штип, одеше секој ден во неделата, се до викендот, да ги учи учениците од второ одделение во соседното село Босилово и само за викендот си беше дома. Тоа беше моето прво сознание за него. Потоа втората средба со името на Видое Подгорец беше кога бев учител во Муртино, кога бев петто одделение, тогаш го примав весникот Пионер, Титов Пионер, што излегува, тие беа првите списанија за деца, што излегува од 3 јануари 45 година, и тогаш во еден Титов Пионер излезе неговата прва песна, Убава е пролетта, во 1952 година. Таа песна објавена, меѓутоа таа излезе ушеднаш, негде 54 година, јас тогаш прв пат ја прочитав,
и мојот учител тогаш рече, тоа е мој колега, вика, мој колега од учителска школа, сега си е учител во родното место. Тоа беше мојата втора средба со него. Меѓутоа, третата средба ми беше ово живо што се вели, кога бев ученик во учителската школа во Штип, кога прв пат дојде на читање со неколку писатели за деца во нашата учителска школа. Но она што мене ме натера да тргнам по неговиот пат, се разбира, беше тоа што додека уште во учителска школа, читајќи ги неговите книги, Прости ми Канаринке, првата книга Раскази, него објавена во тоа време, потоа Развигорче, таа најпрва книга што му излезе там негде. За тоа ќе добиете повеќе податоци од Тања, бидејќи таа има направено библиографија за неговите дела. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека тој беше мој уредник малку подоцна во списанието Наш свет. Кога почнав да студирам, се запознаме во Штип, и кога отидов да студирам во Скопје, бев студент на книжевност на филозофскиот факултет, работев малку во студентски збор, тој ме зема кај себе во детска радост, заедно со Симон Дракол го редува Наш свет. Симон Дракол си замина, тој остана со Миле Марковски, синот на Венко Марковски, јас останав негов соработник. Не знам како да ви кажам, тие првите денови со Видој Подгорец, тој беше еден, барем за мене, некоја комбинација меѓу, како што има и тука некои млади што мислам дека ќе го наследат, меѓу Штурец и Мравка, бидејќи беше неуморен работник, а знаеше да твори, да пее и како Слави и како Штурец преку цела ноќ, да создава книги. Бев негов помошник и соработник од, тие први денови како што почна во Наш свет, па се додека тој се пензионира и се до неговата смрт останавме неразделни пријатели. Тој мене ме сметаше неофицијално, како што велеше, за негов помал брат, а јас него и ден денеска си го сметам како мој духовен татко. Видој Подгорец, за заслугите во литературата на Видој Подгорец, за литературата за деца, ќе зборуваат и другиве. Меѓутоа, сакам да кажам, тој беше еден човек, еден голем работник, еден со префинат вкус, со еден, како да ви кажам, избанждиран кантар, би велам, она што ние денеска така го викаме, за да ја мери тежината на секој автор, дали и колку тежи во тоа што го создава. Уредувајќи го Наш свет, во тоа време, тој направи многу млади автори, многу нови имиња, меѓу кои, освен што мене, јас како негов соработник, тогаш прв пат почна да се јавуваат познатите денеска автори. Атанас Вангелов беше еден од овие писатели, потоа Велко Неделковски, Васил Туциновски, имаше Ристо Јачев, беше Благој Крстевски и така натаму. Тие беа автори во тоа време, Рајко Јовчевски, и на крајот меѓу најмладите, меѓу нас, беше Горијан Петревски, колегата до мене, кој го прифати со се со двете раци, и тој му објави и неговата прва книга Раскази. Знаеше да процени, знаеше да оцени што е добро, од што може да се роди авторот кој може да се роди нешто ново и така натаму. Имаше и една мана кон мене беше неизмерно строг. Како да ви кажам, ме казнуваше за секоја направена грешка, пред се како новинар, ако не ги однесва материјалот на време, можеме да седеме цела вечер со него, утредента тој кој ќе дојдеше материјалот готов, а мојот материјал не е направен. Викам, Подгорец, синоќe бевме заедно. Што мој Гајле вика на тоа дете таму у Билимбегово или доле у Росуман, вика, дали ти и јас сме биле заедно, треба Наш свет да излезе на време. И така. Значи беше човек кој многу работеше, многу создаваше, многу трупаше и цело време велеше вака. Иднината
на литературата е во младите, во децата. Ние мораме да создадеме и како наставници, и како писатели, да создаваме нови генерации кои ќе сакат книгата. И јас, што се вели, мислам дека нешто наследив од него, бидејќи иако завршив за учителска школа, не се дружев со дневникот, но со перото в рака и денеска создавам и ја продолжувам таа негова работа. Видое Подгорец, деца, е име кое што навистина заслужува една ваква манифестација. Јас сум среќен што просветно дело, издавачката куќа Просветно дело, пред се, заради тоа што ја зеде редакцијата Детска радост, каде што Видое прв пат почна да работи како писател и како новинар. Ја зеде и ја продолжи таа негова работа. И благодарам од името на Подгорец, на сите оние што денеска се тука, што го продолжуваат неговото дело, и на сите оние млади што ќе останат после нас. Тој велеше дека, Кирчо, ние писателите сме должни да работиме, да пишуваме. По нас ќе дојдат и од тебе, од мене попаметни, и тие ќе знаат да го ценат оние ние што сме го работеле. Таква екипа сега имаме ние на таа манифестација. Овде се од оние присутни што се овде сите, и мислам дека че таа манифестација треба да живее. Ви благодарам на сите. Јас имам многу за Видое. Меѓутоа, кога зборувам за него, тогаш си го заборавам името, не знам ни јас како се викам, бидејќи така сум малце возбуден, а во книгата што ја пишувам за него, се надевам дека во најскоро време ќе биде промовирана, се вика приказна за Подгорец, недовршена приказна за Подгорец, зашто ќе трае таа се додека постојат децата и се додека се пишува за децата. Ето така, тогаш ќе знам нешто во неа повеќе да научите од неја. Ви благодарам. Сега им давам збор на другите, бидејќи ми е тешко малку да зборам, извинете, зборнете се така. Беше тоа, драги пријатели, Киро Донев, познат и признат македонски литерат за деца. Навистина, тој може да зборува до утре наутро на тема Видое Подгорец, и кој знае дали ќе успее во тој временски период да ни каже се што знае за него. Инаку Киро Донев е претседател на Сдруженијето Средба под јаворите и основач на истоимената манифестација. Кога ќе кажам Киро Донев, првата асоциација ми е единствената песна што наизус ја знам од него, а тоа е приказна за селскиот амбар, дамбар, думбар, дамбар. Не плашете се, нема да ви ја кажувам. Ова песна ја имам научена од една антологија која излезе од печат во втората половина на 60-тите години, а приредувач на таа антологија на литературата за деца или на детската поезија беше токму Видое Подгорец. Токму така. 68 година. Токму така. Значи 1968 година. А ние одиме понатаму со книжевните разговори. Збор има писателот Ацо Гогов, представник на институцијата домаќин на ова манифестација или на овој прв дел од манифестацијата Националната установа Центар за култура Антон Панов. Господине Гогов, повелете. Благодарам, Георги. Почитувани присутни, обраќајќи се кон вас, Киро Донев ме врати во едно, можеби и веќе далечно време, во таа 2002 година, кога јас нели уште дете, завршив и самиот не се сеќавам добро на кој начин во Колешино. Таа година имено се одржа таа прва средба на ова манифестација и како нели многу млад, кажи речи дете, таму бев на иста маса со многу веќе афирмирани автори, познати луѓе во науката, така што и емотивно на некој начин ме враќа оваа манифестација во тој период. Пред се, кога станува збор за Видое Подгорец, останувате нели помалку зачуден или фасциниран од тоа колку е обемно творештвото на овој автор. Не знам дали има пандан или друг автор во нашата литература, sejedno дали за деца или за возрастни, кои што по бројот на објавени книги може да му конкурира. Меѓутоа,
ono što јас сакам накратко во овие разговори да го кажам, да опфатам еден сосема мал сегмент накратко, што е, нели, може да биде предмет на една цела научна студија, тоа е именно раскажувачкиот стил на Видое Подгорец. Фактот што овој автор се родил, нели, во една рурална средина, во село, во оној подпланински појас кој го нарекуваме Подгорие или Подгориите, нели, ние на Струмички, укажува дека целото негово раскажувачко творишто во голема мера е практично на некој начин реакција, една креативна реакција на оно што тој како дете најпрвин го осознал во допир со таа средина околу него. Меѓутоа, оно што е карактеристично е тоа што обично во тие рурални средини имаме една мощна, силна, цврста и развиена орална традиција на раскажување. И тука е помалку, нели, специфично што Видое Подгорец во тие негови раскажувачки работи, раскази, романи, повести, не се опира на таа раскажувачка традиција орална која подразбира, нели, една мелодика, една ритмика, едно изживување, како што би рекол Конески, зборувајќи за Цепенков, во зборот. Значи, во тоа зборообразувачко уживање на раскажувањето. Тој за тие години кога се јавува со првата збирка раскази, нели, прво ќе дебютира со песни, некаде крајот на 50-тите години, се јавува, така да речем, нели, како еден модерен автор, значи автор кој што негува еден свој раскажувачки стил. Бидејќи раскажувачите, како и пејачите и како сите други интерпретатори, например актерите, или со тој прв контакт со нив ќе не поведат, ќе не привлечат, или ќе останеме рамнодушни, не тргнувајќи по нив. Не случајно Иво Андрик во тие негови белишки и записи постојано одново и одново му се навраќа на раскажувачкиот стил. Бидејќи некој сосема ситен детаљ, некоја поединост која што буквално на прв поглед можеби и не е забележлива, игра мощна важна улога во тоа што представува уметнички текст. Меѓутоа, Подгорец, ако не го прифаќа или не се опера во таа мера на тој рурален раскажувачки стил, тој, она што презема од таа средина се преданијата и легендите. Оние, како што ви рекол Андре Жолес, едноставни форми. Значи, тој ги транспонира во неговите прози тие преданија и легенди, и како што вели на самиот на едно место, се уште верува дека тука живеат самовили, русалки и други суштества од фантазијата, од она што го слушал уште како дете. Значи, неговата проза, неговата раскажувачка уметност е во тесна врска со тоа усно предание и многумина од неговите историски романи и други прозни работи во голема мера како своја основа ја има токму таа раскажувачка традиција која преку тие приказки, преку тие предања, преку тие легенди силно влијаела на Подгорец како раскажувач. Оно што за мене лично е уникатно за овој автор е неговата способност да воспостави една жива врска со природата. Јас нема да претерам, мислам, сосем објективно, лично мислам дека во однос на тоа живо чувствување на природата околу него, мислам дека и во литературата и за деца и за возрастни ние немаме таков автор со таков квалитет. Значи, она што значи гледна точка на раскажување, фокализација, да се направи една дескрипција, еден раскажувачки опис на она што значи природа, во таа смисла овој автор може да се рече навистина ненадмилив. Значи, ја има таа способност да продре до најситните детали, до најситните поединости на она што значи природа. Буквално се едно дали се работи за некој ботаничар, зоолог или друг научник, може да направи комплетно еден список, еден каталог на сите видови растенија или цвеќиња што ги има во Подгоријата, на сите видови птици, бубачки, значи еден неисцрпен регистар на тоа негово живо чувство на природата. Честопати тоа негово чувствување на природата, кога читаме неговата проза, добиваме впечаток дека влегуваме во некој идеализиран простор на сказната, на бајката. Меѓутоа, она што е стилска особеност на вака неговите прозни работи е секогаш, или барем секогаш, што во тој условно речено идиличен предел на природата внесува некоја трагична компонента. Дали е тоа, нели, бомбата оставена од војниците па загинале некои деца кои ја нашле во шумата, дали смртта на дедото. Значи, постои еден трагичен моментум како контрапункт на тоа живо чувствување на таа убавина на природата. И токму најуспешните работи на Подгорец, јас барем лично ги доживувам таква една спрега уметничка меѓу она што значи наш вознес,
наша епифанија, наш воскет од она што значи природна убавина и сепак трагичното чувство на животот. Бидејќи Подгорец, колку и да е вешт уметник кога ни ја пренесува природата, сепак има остро, така да речеме и реалистично око за она што значи трагика во човечкиот живот. Би можело многу да се зборува, но да им дадеме простори на другите. Јас ви благодарам, па Му благодариме на Ацо Гогов, писател и вработен во Националната установа Центар за култура Антон Банов, поддржувач на ова наша манифестација, инаку учесник на првото издание на средбите под јаворите. Одиме понатаму, наред е жената која е представник на просветно дело, а просветно дело е дел од организаторите на манифестацијата. Значи, збор има Ксенија Маказлиева-Трајчева. Благодарам. Добар ден. Ве поздравувам и искрено сум многу среќна што денеска сте во толков број со нас да го чествуваме ликот и делото на Видое Подгорец. Имам чест и задоволство да ве поздравам и од моите директори, генералниот директор Павле Петров и директорката Весна Дуковска, кои што ќе ни се придружат на свеченото отварање на оваа манифестација, и да го поздравам нивното чувство, нивниот сензибилитет да дадат поддршка на оваа манифестација, затоа што моите спомени со Подгорец датираат некаде до пред 30 на години, токму во оваа институција, но во помалата сала горе. Беше моето прво читање на тоа што сум го пишувала. Јас седев на овој крај од масата, тој седеше на крајот, и кога го прочитав тоа што го имав напишано, тој само се подаде и рече: која е оваа распеана птица? Ова ќе го паметам за цел живот. А оваа птица денеска седи пред вас и има чест и задоволство да го слави ликот и делото на Видое Подгорец, затоа што наша цел е да го приближиме творештвото на Подгорец до децата. Ние можеме да зборуваме за него колку што сакаме. Ние знаеме кој е Видое Подгорец возрастните, но наша задача и наша мисија е творештвото на Подгорец да дојде во рацете на децата. И тоа е целта на оваа манифестација. Да го приближиме она што Подгорец го напишал за најмладите, но и да ги испровоцираме најмладите да пишуваат. Затоа оваа манифестација има за цел да го стимулира детското творештво, но да стимулира и нови автори кои што ги пишуваат за деца. Затоа ви благодарам денеска што се тука. Вие знаете дека низ страниците на списанијата Росица Другарче Развигор и Насвет се објавуваат негови дела, го чуваме неговиот спомен, но тоа сакаме да биде многу поголем. Ви благодарам, драги струмичани, што сте денеска со нас. Почитувани дами и господи, вие ги следите книжевните разговори средби под јаворите, Видое Подгорец во рамките на истоимената 17-та поред манифестација. Меѓу нас е и професор доктор Мито Спасевски, доктор по филолошки науки од областа на книжевноста. Го повикувам да земе збор. Почестен сум што ја имам можност да бидам дел од овој амбиент во кој што во една пловидба се нашите присети за големиот неимар на македонскиот воздигнат уметнички збор Видое Подгорец. Ја имав можност јас да бидам учесник во 2002 година на овие средби. Ја имав можност да го спознавам Видое Подгорец низ различни присмотри, проследби од човек од кого што се разбира сум ги абсорбирал усетите за творење, до можност да бидам и пријател. Ми беше промотор на една од моите книги 90-тите години и еве сум заедно со вас во овој прекрасен амбиент во време кога има можности да отклучам од своите духовни атари присет за еден исклучително голем мајстор на зборот. Имавме можности да проследиме одделни приоди кои што на еден или на други начин го идентификува и го форматизира ликот на овој голем македонски представник, репрезент на уметноста на зборот. Но ќе останам должни како не навестам. Тоа го предочувам и пред моите студенти, се разбира, пред кои секако досега во 20 на наврати било предметен како дел од дипломски работи, проектни задачи, проследби и така натаму.
гордо во современата македонска литература за деца е името еден горд мечник, стожер на убавиот исказ. И мислам дека еден од водечките кои што ја има во своето творечко духовно огниште исклучителната ковачница на убавиот збор. Еден од колегите правеше паралели за мајсторството на раскажување кај Видое Подгорец, но ќе остане должник, недоречен, ако не изустам дека во таа творечка лабораторија на Видое Подгорец, како никаде, освен кај него, зборот не се оплодуваше со сите духовни и творечки светлини. Човек кој што знаеше да нанижи зборови по градација и да ги експонира сите стилски средства во едно исклучително мајсторство, податливо за еден таков великан. Автор кој што ги имаше мочните енергии на магијата на зборот и знаеше да ги отклучи внатрешните сетивни, суптилни, творечки напливи и плими и од нив да трансформира исказ кој што ќе вибрира и својата творечка гравитација ќе ја има, се разбира, пловидбено врз еден поширок простор. Мислам дека творештвото на Видое Подгорец еден учинок за воскит, кој што ги даде координатите и параметрите на создавањето на македонската едновремено и проза и поезија. Вдахновен и нескротлив, речит и незапирлив, пловидбен и се исказен усетна творечката наблюда на зборот. И мислам дека од неговата творечка лабораторија има зашто многу да се поучуваме. Искрени честитки до домакините кои што навистина повторно, стожерно во мапата на македонските книжевни манифестации ја воздигна и го поставува вистинското темелито место на оваа манифестација. Сплотено се разбира, ние допрва ќе ги чувствуваме усетите и одгласите на творештвото на Видое Подгорец. Благодарам. Ако помисливте дека јас сум само модератор на овој денешен настан, не сте во право, бидејќи јас ќе се вклучам во овие книжевни разговори, бидејќи јас имам што да ви кажам. Да беше темата на овие книжевни разговори творештвото на Видое Подгорец, веројатно ќе кажав не благодарам, бидејќи се чувствувам недостоен да зборувам за неговото творештво, обемно творештво. Јас се изброив 97 книги негови, Сузана Мицева ме коригираше на бројка од 108. Тоа е импозантна бројка. Не само што е најплодниот автор во Република Македонија, туку еден од најплодните сигурно во Европа и во светот. Значи, нема да зборувам за творештвото на Видое Подгорец, туку ќе ви зборувам за еден мој многу драг спомен. Како дете, една од моите омилени книги кои ги имам прочитано, беше книгата Пинки го виде Тито. Беше тоа дел од лектирата, задолжителната лектира. Не знам дали знаете, но чинам дека преводот на оваа книга на македонски јазик го има направено Киро Донев. Така ли е, господин Донев? Така е. Каква има врска тоа со Подгорец? Сега ќе ви кажам. Значи, автор на оваа книга е Јован Попович, преводот го направи Киро Донев. Сакам, апропо насловот на оваа книга Пинки го виде Тито, да направам еден нов наслов. Ѓорги го виде Видое, или Калајджиев го виде Подгорец. Да, ја имав таа чест и задоволство да го видам Видое Подгорец, да другарувам со него, и тоа траеше само еден единствен ден. Еден од главните виновници за тоа мое видување со Видое Подгорец е и овде присутниот господин Киро Јанчев, кој беше дел од таа една убава организација. Се случија убави литературни читања, поетски читања на 3 места, и тоа во Основното училиште Гоце Делчев во Велјуца, каде што директор беше господинот Киро Јанчев, потоа во Василево и овде во Националната установа Центар за култура Антон Панов. На ово литературно читање учествува неколку познати македонски поети,
Не знам како, и јас бев дел од тие поети, не бев познат, бев млад, бев само надежен, така и останав. И замислете, во тие поети, меѓу тие поети беше еден Тодор Чаловски, беше еден Јован Киро, помогни ми? Јован Котевски. Значи, Тодор Чаловски, Јован Котевски и тој, Видое Подгорец. И тројцата веќе не се помеѓу нас, не се меѓу живите. И јас бев дел од тоа читање, ми беше навистина прекрасно да се дружам со тие големи имиња на македонската литература. Велам, имавме 3 читања и тој убав ден заврши во една култна кафана во тоа време, кафеаната Рубин во Струмица, која важеше за тоа време на собиралиште на струмичката боемштина. Случајот сакаше од мојата лева страна да седи Тодор Чаловски, од десната страна да седи Јован Котевски, а спроти мене да седи Видое Подгорец. Бев вкочанет, не знаев кај сум, ни на небо, ни на земја. Да се биде меѓу тие луѓе навистина гордост, но помалку и страв. Што барам јас тука? Достоен ли сум да бидам меѓу тие луѓе? Да видам очи во очи со еден Видое Подгорец. Навистина се чувствував нелагодно, бев вкочанет, имав трема, не знаев што да зборувам на масата. И тоа како да го почувствува Видое Подгорец, и ми вели: Ѓорги, да знаеш, ти си голем поет. Јас станав како црвено великденско јајце во лицето. Го гледав джашено и просто не верував на тоа што го слушам. Како тоа, велам, голем поет? Па вели: види го Јован Котевски до тебе, го нема 2 педи од земјата. Види го Тодор Чаловски од другата страна, исто таков. Види ме мене, каков сум, мал. Тројцата сме мали, а ти си толку голем. Шегата настрана, и ми вели, шегата настрана, навистина си добар поет, и продолжи така. Тоа ме ослободи и поминавме една прекрасна вечер. Но да ви кажем право, помалку бев разочаран кога го видов Видое Подгорец. Заради тоа што јас уште од дете сакав да бидам поет, бев во некои филмови, имав некој прототип на поет, како треба поетот да изгледа. За мене поетот требаше да изгледа поинаку од сите други луѓе, да има брада, да пуши луле, не знам, да се однесува поинаку, да се облекува поинаку. И кога го видов Видое Подгорец, да ви кажам право, наликуваше на службеник од некое предпријатие, некој административец, наликуваше на продавач од некоја бакалница, или наликуваше на стотици и илјадници луѓе кои ги гледам секој ден по улиците на Струмица. Беше навистина многу обичен, но беше многу голем. И тој спомен, тоа дружба со Видое Подгорец, никогаш нема да ја заборавам. Ете толку од мене. За среќа не зборуваме за творештвото на Видое Подгорец. Ако еднаш во животот го имам видено, прв пат и последен пат, тогаш следниот говорник на овие книжевни разговори сум го видел 1000 пати. Тоа е мојот драг пријател, познатиот и признат македонски писател за деца, Горијан Петрески. Ќе почнам од детството. Мислам дека цел живот е присутен во мене, во мојот дух, во сите оние убави работи што ми се случувале уште од детството па до денес. Во детството ми беше од оние омилени писатели што многу ги читав, им се одушевував и мислев дека Видое Подгорец го прераскажува моето детство. Кога ги читав расказите од неспокојно детство, потоа од Прости ми канаринке, ги читав и Топли гнезда и да не ги набројувам, затоа што ги има премногу, и се прашував
што ќе се случи еден ден ако имам можност да го запознам човекот Видое Подгорец. Писателот веќе премногу го познавав, но се плашев од човекот Видое Подгорец и се случи еден ден во детска радост, како се уште млад, со 18 години, отидов во редакцијата на Детска радост и видов човек на телефон се представува, вика, да, вели Подгорец. И јас затреперив, мора да е тој. Му се извинив, го прашав, дали вие сте Видое Подгорец? Да, рече, јас сум. Јас носам раскази, велам, сакам да ги видите расказите како пишувам. Се врати, а беше на излегување, се врати, ме прими во неговата канцеларија, тогаш го уредуваше списанието Другарче. Јас носев еден расказ, се викаше Пајаковата мрежа, долг 6-7 страници. Тој почна да го чита, јас го замолив дали сакате да ви го прочитам јас расказот. Може, рече, прочитај ми го. И беше трпелив да ме сослуша, да му и прочитам тие 6-7 страници, подзамолкна и потоа му се обрати, го викна Александар Поповски, беше уредник тогаш на Развигор, рече, овој расказ да влезе во списанието Развигор. А пред тоа јас имав објавено 1-2 раскази во истото списание, во Развигор, потоа Киро Донев беше во Наш свет. И така на некој начин тоа беа моите почетоци кои навлегував во литературата. Но за жал Видое Подгорец набрзо замина од Детска радост и многу се разочарав. Сега мислев дека ќе ми се оддалечи. Видое Подгорец отиде во Наша книга. Јас веќе почнав да се јавувам со првите раскази и тој ми вети, вели, јас ќе ти ја објавам првата книга. Тоа и се случи. Ми ја објави првата книга Город Свет, и тоа во една библиотека Златен бумбар во која излегуваа 100 избрани дела, а јас се јавував како дебитант во таа едиција. Има многу детали за Видое Подгорец, да кажеме, многу убави работи, убави моменти. Кога се појави таа книга Город Свет, мислев дека цел свет ме познава, а сега се уште мислам дека никој не ме познава и затоа секоја година се обидувам да се јавам со некоја нова книга, со нов роман. Уште еден момент да кажеме, Киро Донев е тука, посебно го сакаше Киро Донев, но мислам дека ме прифати и мене најмногу преку лириката. Јас му бев близок до раскажувањето, бев близок до него и потоа кога отидов во македонската телевизија, бев среќен што можам да снимам со Видое Подгорец емисија на некој начин, да му се одолжам за тоа што го направил за мене. Следува и години на пријателство со него, на почитување и можам да ви кажам дека напишав многу текстови за него. Еден ден ќе ги објавам во книга, но мислам дека се уште ништо не сум кажал доволно за Видое Подгорец, затоа што навистина неизмерно го сакам и како автор и како човек го почитувам и секогаш му останувам должен за се она што направил за мене и како писател и како човек кој навистина ги сакаше луѓето. Видое Подгорец беше човеколюбец. Бидејќи времето е кратко, ја само уште една-две кратки досетки, анегдоти на она што се сеќавам со него.
на една средба во Радовиш на месецот на книгата. Имаше многу народ на площадот, а меѓу нив и едно несреќно дете со едно изгорено лице, од кое сите бегаа по настрана се тргаа. Тој беше единствениот човек меѓу тој 1000 народ, му приде, разговараше со него. Мислам дека во раката му тутна нешто, се разбира. Тоа беа пари, никој тоа не го забележа, освен мене. Јас го забележав. И потоа Видое Подгорец гласно размислуваше. Вели, сине, ако има лек некаде, ќе те качам на грб и пешки ќе тргнам по светот да те однесам да си го излекуваш лицето. Тоа беше еден момент кој никогаш не можам да го заборавам. Имав една средба во Колешино и кога почнав да му зборувам за лириката, мене многу ми се допаѓаше лириката кај Видое Подгорец. Кога почнав да му зборувам за неговата лирика, детали да му кажувам од творештвото, ме сослуша и ми рече: понекогаш се мразам што сум таков. И ми се сврте, рече: а и ти си, ама во тоа ти е успехот. И јас мислам дека сепак тоа му беа пророчки зборови и јас во моето творештво држам до таа лирика. Го сметам Видое Подгорец за оние мои драги, големи учители и имам уште еден момент да кажам, но скромност нема да го кажам овде, ќе останам недоречен. Се случи еден убав момент со Киро Донев кога се враќавме од Змаеви детски игри во Белград, кога го запознав професорот Воја Марјановиќ, кој ми беше пријател, ми кажа еден момент кој навистина ме направи премногу среќен, но овој пат тоа ќе го премолчам. Ви благодарам. Благодариме на господинот Горијан Петревски. Еве, слушнавте неколкумина кои лично го познава Видое Подгорец, Киро Донев, Горијан Петревски, па еве и јас. Но има и луѓе кои лично не го познаваа, но премногу добро го познаваат преку неговото творештво. Една од нив е и професор доктор Ана Витанова Рингачева. Доктор. Без професор во земјоделското. Може. Јас се извинувам што така малку сум настината, ама се надевам од ќе ме слушнете убаво. Срдечно ве поздравувам, ви благодарам што така трпеливо не слушате. И навистина сум почестена и горда што сум дел од овој настан, од едно вакво случување кое што го слави ликот и делото на големиот Видое Подгорец. Возобновувањето на манифестацијата Средби под јаворите и незиното подигнување на едно повисоко ниво, според мене значи еден активен и многу сериозен ангажман да се зачува од заборав она највредното што авторот го оставил зад себе. Тоа се неговите книжевни рожби, тоа е неговата книжевна оставнина, учебник за многу генерации, тие што поминале и тие што секако ќе дојдат. Идејата за одржување на книжевните разговори посветени на Подгорец значи актуализација на потребата од еден посериозен или најава на еден посериозен книжевно-научен приод кон импозантното дело на Видое Подгорец. Спомна Ѓорги, ова информација всушност ни ја кажа Киро Донев дека има 108 книги и според него, најблискиот негов соработник, тој си го нарекува македонскиот Балзак. И навистина е во право за тоа. Ова манифестација има еден навистина поливалентен карактер, освен делот со работилниците, со писателите за деца, распишувањето на литературниот конкурс оваа година, се надеваме до година и ликовен, анимирање и откривање на идните писатели за деца, мотивирање на децата да пишуваат повеќе, навистина сето тоа е нужно, но истовремено книжевно-научниот пристап кон делото на Видое Подгорец го сметам исто така за приоритет.
Мислам дека и тоа е алката која што всушност треба да ги врзува ваквите манифестации. Научната обсервација на делото на Видое Подгорец може и секако ќе отвори сосема нови и може би досега неоткриени светови кои може да фрлат нова светлина во македонската литература за деца. И на тој начин сметам дека истражувачите, партиципиентите во таквите научни собири би го изнеле на површина најесенцијалното од делото на Подгорец и на тој начин би го подигнале тоа дело или би го ставиле на рамниште со светската литература за деца. Што се разбира, би било мотивирачки и за идните писатели за деца да го достигнат нивото што несомнено Подгорец го има достигнато. Навистина ни се драгоцени материјалите што се оставени од големите македонски авторитети кои што твореле во оваа манифестација низ годините, кои што се изјасниле за Подгорец во првите години кога се одржувала манифестацијата Средби под јаворите, и искрено сакам да верувам и сакам да се надевам дека тие материјали можат да бидат издадени во еден заеднички зборник. Заради тоа што тоа останува после години нанапред, кога ќе поминат, значи еве веќе има поминато 16 години оттаму, она што вредно ќе остане, тоа се токму материјалите кои што се создавале на тие научни собири. Реков, Подгорец, македонски прозаист, поет, патеписец, критичар, со неверојатен опус од 108 книги. Кога зборуваме за него, секогаш во дилема сум која е таа инспирација, која е таа мотивација да создадете толку многу. Тоа е импозантна бројка на книги, која што, например, во науката еден Морис Идризович го споредува Подгорец со Франц Беф, со Бранко Ќопик и слично. И кога зборува, например, еден Миодраг Друговаc за создавањето, како тоа Подгорец создавал, ќе го цитирам, вели: некој пишува расказ со месеци, а нему за роман му се потребни само неколку недели. И она што импонира при еден ваков приод кон делото на Подгорец е токму непресушноста на идеите и мотивските конструкции што ги среќаваме во неговите дела. Навистина, само во неколку реченици ќе кажам дека од тоа што го знам за неговото дело и тоа што сум истражувала, навистина Подгорец е автор кој што покажува едно длабоко познавање на животот во сите негови форми, во сите облици, во сите пројави, скриените значења на символите, на зборовите. Неговиот творечки распон е толку голем, огромен, и тој се движи од најсуптилен лиричар или мозаичар на лирските чувства, па се до истражувач до големите историски вистини. И како во ниеден момент Подгорец да не изгубил допир со реалноста, и токму затоа ми се чини дека мотивите и пораките од неговото дело се целосно во допир со таа реалност со која детето треба да се соочи, во неа треба да живее и со неа да се бори. Таквата трезвеност во пристапот кон децата и во калкулирањето со детскиот аспект скоро и да не се среќава кај друг македонски писател за деца. Од една страна е реалноста, со својот строг поглед, од друга страна магијата на детскиот свет, шаренило од бои, раскош, од слики, пресликани во светот на фантазијата. Тоа е едно дело во кое што имате постојано джагор од зборови, како да се занесени во една детска играрија. И од наивната детска емоција, претопена во еден толку топол лиризам, па се до историографски, мемоарско-фактографски интерпретации. Во толкав распон се шири или достигнува линијата на перото на што го повлекува Подгорец во македонската литература за деца. И бидејќи за ова има многу да се зборува, јас сепак, ова се мои кратки нафрлоци, а изнесени се со цел да се предочи потребата од еден посериозен книжевно-научен пристап кон делото на Подгорец, што би значело подлабока сондажа на неговата поетика и естетика. Сите ние лично не сме имале среќа да го знаеме Подгорец, како што кажа Ѓорги, но ете, имавме привилегија да растеме со неговото дело, со неговите заспивалки, песни, раскази, со Белото циганче. И затоа ми се чини дека сме должни да го чуваме, гласно да зборуваме за него и
само така ќе докажеме дека заслужуваме да се наречеме потомци на Видое Подгорец. Грамаден е неговиот влог во македонската литература, но кога зборуваме за книжевноста за деца, тогаш би кажале дека токму неговото име е во нејзиниот вруток, кој што е навистина издашен и непресушен. Ви благодарам. И благодариме на доктор Ана Витанова Рингачева, без професор. И одиме, таа зборуваше, и повторно ја спомна таа импозантна бројка од 108 објавени книги. Замислете колкава е таа бројка во една творечка кариера на еден автор. Оно што го знаме дека Видое Подгорец се објавувал по 2, 3, 5 книги во една година, но рекордна година му е 1969 година, кога објавува ни повеќе ни помалку туку 9 книги. Луѓе мои, си направив една весела математика, повелам 9 книги, ако се сите поетски, барем по 40 песни во една книга, 9 по 40, до толку знам математика е 360, по отприлика толку денови има во една година. Значи тој пишувал по една песна дневно, и тоа не било каква, туку песна која заслужува да се најде во кориците на една книга. Ете, тоа е Видое Подгорец. И има уште еден интересен податок за него, за неговата книга која сите многу добро ја знаете, тоа е Белото циганче. Тој освојува наградата за најдобра книга за деца во Југославија. И замислете, истата таа година, таа книга е рангирана на второ место на конкурсот на детска радост. Македонска работа. Ана Витанова Рингачева зборуваше за творештвото на Видое Подгорец како патоказ за современата литература за деца. Дали тој патоказ ќе го следи една од новите генерации македонски поети за деца, Сузана Мицева. Ќе ни каже таа самата. Повели, Сузана. Благодарам, Ѓорги. Вечер денеска јас треба да зборувам за моето искуство во средбина пред јаворите, бидејќи како и Ацо Гогов и Киро Донев бев уште во зачетокот на оваа манифестација, но пред тоа сакам да кажам дека навистина сум почестена и трогната што имам денеска можност да од устите на луѓето кои што биле блиски и сакани на Видое Подгорец да слушаме за тоа не само тој каков писател бил, туку и каков човек бил. Тоа се навистина ретки моменти кога ние имаме можност пред нас да се отворат кладенците меморија, да се пушти врутокот да тече и да ни се приреди ваков незаборавен настан, да бидеме фрлени пред сноп емоции, да си направиме самите своји прикази во главите и да се навратиме во тие далечни времења кога луѓето биле спокојни, кога колегите едни со други не си биле само поддршка и потпора, току и вистински извор на среќа и на хармонија. Идејата на овие разговори првично беше токму тоа, да си направиме едно топло прикажување за Видое Подгорец, секој од свој агол, да зборуваме за оваа манифестација, која што се организираше за само неколку недели, мислам дека не повеќе од 20 на дена, а тоа е така затоа што со Киро Донев сме пријатели многу долги години, речиси 2 децени, и тој постојано, тоа го знае и Ѓорги, постојано зборува за средби под јаворите, колку е тоа прекрасна манифестација, но ја нема габаритноста што ја заслужува делото и ликот на Видое Подгорец. Токму затоа некако поттикнати почнав да зборувам најпрво со Ана и со Киро дека тоа треба да се случи. Иако не притискаше времето, тука се најде, знаете, кога нешто искрено се сака, се наоѓаат вистинските луѓе. Дојдоа нашата уредничка Ксенија, бидејќи ние со Ана сме автори во списанијата за деца, што ги издава Детска радост и просветно дело. Тие навистина многу храбро и со отворено срце ја прифатија идејата, застанаа и помогнаа сето ова да се случи и денеска да го имаме овој еден навистина многу радосен ден за нас. Јас она што сакав да го кажам ќе биде кратко, но го нареков дека
со едно заглавје дека ние ништо не наоѓаме, туку патиштата не избираат нас. Себе си се сметам за детето на Средби под јаворите, бидејќи оваа манифестација ја држев уште кога беше во пелени, а јас излегував од детството. Ова го велам и буквално и фигуративно, затоа што мојот ракопис е на првото сценарио во 2002 година, кога имав само 15 години, и следствено на тоа го напишав и денешното, околу 90% од денешното сценарио за вечерашново свечено отворање. Но тоа дури вчера го дознав, бидејќи животот минува, годините течат и јас навистина не знаев дека сум го пишувала сценариото во 2002 година. Киро донесе вчера, завчера едни ветви листови куцани на машина за пишување и таму си го познав и ракописот и името, дека не сум била само учесник, туку сум била дел од луѓето кои што ја организираат таа манифестација, како дете сигурно мојот придонес бил сосем мал. Природно нештата се поклопуваат, јас затоа тоа велам дека тоа иако не можеби не е судбина, туку животот си тече и луѓето кои што ги сакаат работите, кои што ја сакаат книжевноста, литературата, постојано се среќаваат едни со други и продолжуваат по истите патеки. Затоа денес сметам дека сум повторно цело од нешто што било дел од мене. Како сонливи сеќавања ги ловам низ годините посебните мигови под јаворите, дворот на Видо е полн лисија, зраци низ густото уморно лисие и неговиот двор во центарот на, отприлика во центарот на Колешино, гордиот Киро кој што опкружен со пријателите, следбениците на Видое засадува дрвца во дворот, во центарот кај што ги одржувавме тие први средби под јаворите. Сакам да споделам само една куса реминисценца од тие средби. Претежно возрастни луѓе, некои дури повозрастни од Видое, во годините кога починал, беше првата година 5 годишнина од неговата смрт, бидејќи тој почина 97. Киро Духовит, како во својата едноставност и досетливост, им вели на писателите, професорите, почитувачите на Видео кои што беа присутни, ќе се качиме до водопадот во Колешино и сите треба таму да кажуваме песна. Но бидејќи сте стари и едва ја одите, а Колешино е стрмно, водопадите се нависоко, кој до каде застане, таму ќе кажува песна и го оставаме. После на враќање ќе ве собереме. Така Киро како шумска душа и јас како душа на пасторалата. Постојано се 2 децении другаруваме со него, постојано се среќаваме и патиштата ни се приклопуваат. И решивме дека треба да се фатиме рака под рака, да продолжиме заедно, па се договоривме дека треба да си ги вардиме чекорите, ние сите кои што ја сакаме поезијата, пишувањето, делата на Подгорец и на сите наши писатели и рака под рака да си го пазиме одот, а очигледно дека Видо е тука некаде помеѓу нас. Толку од она што сакав да ви го кажам за средби под јаворите, а сега ќе ми дозволите сосем накусо, бидејќи денеска со нас требаше да биде и нашиот пријател поетот Никола Маџиров, но тој е отсутен. Да, тоа тука е, но само да се надобрзам на Маџиров, бидејќи Видо Подгорец ги постави, како да речам, темелите на македонското хаику, а Маџиров како уредник на списанието за хаику и кратки поетски форми Мравка има направено избор на хаику поезија, само неколку куси извадоци за да се подсетиме на една друга димензија на Видо Подгорец, една негова големина како поет за деца и за возрастни. Еве одат вака. Често го посетувам изворот крај овоштарникот со праски, а сакам да го заборавам. Нечитлив ракопис покрај езерскиот песок, бескраен есенски дожд. Паѓаат цветни ливчиња од дуњата крај порта. Си ги бројам годините. Празнично звони камбаната. Над кубето летаат гулаби како видливи звуци. Мислам дека времето ни е кратко, ви благодарам. Кој сака повеќе од хаику поезијата на Видо е сигурно постои, можеме да дојдеме до неа. Ѓорги? Благодарам, Сузана, за убавите минути кои ги посвети на овие книжевни разговори. И одиме понатаму. Не така далеку од Националната установа Центар за култура Антон Панов се наоѓа библиотеката Благојанков Мучето.
една куќа во која може да ги најдеме сите, безмалку сите дела на Видое Подгорец. Покрај делата на Видое Подгорец ќе ја најдеме и керката на Видое Подгорец која таму работи, а ќе ја најдеме, нема што да ја бараме, таа е тука. Првиот човек на библиотеката, Тања Гошева. Денеска посебно ми е чест и задоволство да зборувам за човекот со кој другарувам од најмалите денови, како сите ние. И јас бев таа што ја прочитав Белото циганче. Најголемото задоволство ми беше кога 1993 година се вработив во библиотеката и бев на работно место, роднокрајно оделение. Тука почнав да ги редам книгите и почнав да ги разлистувам, Киро Донев, Горијан Петревски и секако како роднокрајен автор и признавам, ако имам 58 години, се уште сакам барем еден ден во месецот да прочитам дали ќе е поезија, дали ќе е проза. Верувајте, дента кога ќе прочитам нешто од неговото творештво, јас сум среќна, пресреќна, јас сум расположена, јас сум ведра, јас тој ден се наоѓам на пасиштата, јас тој ден ми е убав. 2001 година го објавивме нашето дело, значи 2000 година аплициравме до Министерство за култура со библиографија на трудовите на Видое Подгорец. Април месец 2001 година добив информација дека ќе може да се печати оваа библиографија и јас да бидам составувач. Бев среќна дека до декември месец сето тоа требаше да биде завршено. Почита и љубовта кон севкупното литературно дело на Подгорец спонтано ме инспирира да ја изготвам оваа персонална библиографија на овој роднокрајен автор. Литературните достоинства, обемот и значајот на неговото дело ја наметна и потребата на ваков начин со оваа публикација да се остават материјалните траги на големиот Видое Подгорец. Дотолку повеќе што ваквиот труд истражување беше пионерска работа во Струмица и оваа персонална библиографија е прва во струмичкото библиотекарство. Должна сум да укажам дека и покрај обемноста на истражувањето и севкупниот труд на оваа библиографија исцело се уште може да се надополнува. Работев со љубов и се уште сакам понатаму да се додаде сето она што тој во ова библиографија го нема. Подгорец го имаат објавувано и преведувано на повеќе светски јазици, но тоа всушност остана само како патоказ за новите истражувања кои ќе следуваат. Свесни за сите ограничувања на оваа библиографија и широко отворен за сите сугестии и нови идеи, а сепак искрено се надевам дека оваа библиографија на Подгорец даде допринос за македонската литература и култура воопшто. Бев среќна што го работев тоа. Го работев тоа со љубов, како да го работам за мојот татко. Значи го работев за човекот кој многу направи и ден денеска, кога ќе дојдат во посета ученици во библиотеката, секојаш велам, ајде, може би некој од вас ќе биде следниот Видое Подгорец. Тоа го мислам и за Горијан Петревски, кој го читам постојано и знам дека во Струмица и Киро Донев и Горијан Петревски ќе останат следните Видое Подгорец. Во последната деценија од тукошто изминатиот век
и милениум се повеќе се зборува за чнувањето на целокупното светско културно наследство. Мал, но значаен дел од него е нашето македонско, но голем и преубав дел на оваа второто е творештвото на македонскиот писател Видое Подгорец. Нашиот Видое Подгорец, кој од детството ни беше невидлив, но постојано присутен, верен другар, кој ни раскажуваше за храброста и убавината, за белото циганче и овчарчето Бош. Ни раскажуваше толку убаво, што посакувавме да сме таму, да сме со нив. А тој, чувствувајќи го нашето растење, се обидуваше и успеваше да ни направи помалку остра граница на нашето одраснување, онаа граница кога од деца неоцетно станавме родители на нашите деца. А тој, Видое, продолжи да ни раскажува сега како на возрастни луѓе. Токму таквото чувство на неодолива поврзаност во текот на животот и чувството за вредноста што ова творештво ја има како дел од нашето културно наследство беше смислата водилка на мене за овој труд. Да се собере на едно место и библиографски да се обработат целото творештво на Видое Подгорец, да се сочува како еден белег на македонското обстојување, да не се заборави. Но овој труд нема единствена цел само да го собере и библиографски да го обработи условно земето целото творештво на Подгорец. Велам условно земено, бидејќи и покрај црпните истражувања и огромните вложувања на труд и време, секогаш постои можност за нешто повеќе, а тоа е да се продолжи предизвикот. Овој труд има една цел, корисникот во библиотеката да констатира дека Видое Подгорец има 407 библиографски единици кои јас ги пронајдов и со нивно изнаоѓање и комплетирање правев преку истражување на македонските национални библиографии за монографски публикации, како и врз база на истражување на повеќе јавни и приватни библиотеки. Библиографските единици се хронолошки подредени не по години и по настанување на делото, туку по години на неговото издавање. Работевме со љубов и алтернативната концепција ми беше во првите 161 единици од библиографијата да бидат преработени по важечки стандарди. Знам дека е времето кратко и јас ќе си дозволам само уште малку да кажам дека размислата ми е кон сите кои се инволвирани во научната и истражувачката сфера, искрена препорака да го следат мојот пример и на овој труд и понатаму да продолжиме. Јас ви благодарам на сите и повторно ќе кажам дека и јас 2002 година бев заедно со сите присутни на средбата под јаворите. Му благодарам на Видое Подгорец за се што направи за децата, ама сите ние сме деца во суштина. И затоа ќе кажам уште еднаш, читајќи го него, се навраќам на детството, на нешто што е најубаво, а он толку многу ги сакаше децата. Благодарам уште еднаш. И благодарам на Тања Гошева. И еве, при крај сме со овие книжевни разговори. Фрлајќи вака поглед во гледалиштето на оваа прекрасна сала во Центарот за култура Антон Панов, гледам дека најголемиот број од вас се наставнички од основните училишта. Епа за крај на овие книжевни разговори оставивме една наставничка. Тоа е госпоѓата која пред неколку години, не знам точно пред колку, доби награда за најдобра наставничка во Република Македонија и беше прогласена за една од 50 најдобри едукатори во светот. Замислете, незиното име и презиме е Весела Богдановиќ. Да ја поздравиме. Господи Богдановиќ, повелете. Благодарам.
најпрвен благодарам на организаторот за честа што ми ја укажа да бидам тука помеѓу вас. Најпрвен имав задача да го представам нашето дело, она што е наша последна радост, и да искажам една благодарност до директорот на просветно дело, на главниот уредник и на целиот тим на просветно дело, што застанаа во поддршка на нашата збирка бајки и ја издадовме, конечно ја имаме издадена, дистрибуирана насекаде, значи но во оваа прилика исто така да искажам и голема благодарност до детскиот писател Горијан Петревски за тоа што во оние мигови кога размислував дали сум само како мајка која што смета дека направила нешто кој знае што со дечињата затоа што се неизини дечиња, па еве тоа се многу убави бајки. Господинот Горијан Петревски ги прочита бајките и не охрабри дека да, овие бајки треба да бидат издадени и тоа го направивме со просветно дело, на што сум многу благодарна. Книгата содржи 29 бајки кои ги избравме заедно, иако секој ученик има огромна збирка на приказни, си ги чувавме во една кукичка на приказните и на кога заминуваа во 6-то деление, интересно беше што си се подсетувавме што уште во второ деление пишувале. Илустратори во книгата се самите дечиња и она што беше интересно е дека не илустрираше секој за себе и за своите бајки, туку секој помагаше на секој другарче што има бајка во збирката за да направиме нешто интересно. Приказните се поделени во 3 дела: Принцови принцези, Кралства и магични стапчиња, Дедо Мразовски авантури тајни на снегулките, Најчудните патувања и магични доживувања. Полно е со математички предизвици кои што не го оптеретуваат читателот да треба да ги решава, туку може да ги решава и да им помага на самовилите, на познатите ликови од бајките да решат некоја ситуација во која што се нашле, но и не мора, може едноставно да ужива. И дечињата читатели би имале прилика да откриваат најнови авантури на најпознатите ликови, на Андерсен, на Грим, на одцртаните филмови, а што е интересно, ликовите, приказните поучуваат на вештини на 21. век, на просоцијално однесување, на вредности што се од клучна важност за воспитување на новите граѓани на 21. век, и тоа го прават онака толку суптилно да воопшто не се чувствува како поука. Но сега би сакала да се вратам на она што е денес и она што славиме денес. Сакам да зборувам во честа на Видое Подгорец, затоа што се што зборувам друго понатаму е излишно, треба да замолчи пред ова што сега треба да оддадеме чест. Започнал да пишува како ученик, а како учител сватил колку е литературата на деца потребна за дечињата и одлучил да ни ја подари. Јас се извинувам. Ни подарил едно цело национално богатство, кое што е преведувано на повеќе од 11 јазици. И сега нашата цел е да го славиме, да си го почитуваме и да се запознаваме. Ако размислиме, например, го знаеме Белото циганче, и сите го знаеме Белото циганче, а за Белото циганче учат и нашите деца, но ајде да читаме, например, за Бродот Брезова кора или за Шумскиот разбойник. Интересно звучи збирката приказни Патувањата на Добрило или збирката раскази Пчеличката Медарка, расказите Средниот човек, а замислете кога пред дечињата би поставиле предизвик кој што би носел наслов 12 огледала. Таа е збирка раскази од Подгорец или Изгубеното царство, Ливада на соништата, Шарени бродови, Лушпи од месечина и така натаму. Значи, тоа се прекрасни наслови, прекрасни збирки, прекрасни книги кои што самите наслови го привлекуваат детското внимание и да, можеме да направиме многу со нив, можеме да покажеме како знаеме да си го почитуваме она што е дело на еден наш македонски автор. И токму тоа е нашата цел, која што сакаме да започнеме
да си ставиме еден предизвик пред сите нас, еден повик до сите колеги, до сите учители, овој повик ќе оди и јавно, преку социјалните медиуми, да направиме еден обид, да ги запознаеме нашите ученици со сите дела кои што ги напишал овој писател, а се однесуваат на децата. Значи да направиме еден креативен предизвик да си поставиме пред себе си и во нашите училници да биде Подгорец присутен. Присутен пред 2 години во нашата земја и во соседна Србија и во многу други земји од светот беше Андерсен и Андерсеновите бајки и тоа на многу креативен начин. Наставниците правеа чуда, смислуваат математички задачи со помош на случувањата и ликовите од тие дела. А тоа, верувајте, можеме да го направиме со делата на нашиот писател, затоа што заслужува нашиот писател да биде испочитуван и затоа што ние заслужуваме да си го почитуваме и треба да си го почитуваме она што е наше. За почеток ќе ве поканиме да се придружите на страницата Средби подјаворите, која што е на Facebook. Со тоа што ќе се придружите на страницата Средби подјаворите, ќе можеме да следиме што следува како повик во следниот период, но еве сега уште веднаш ќе дознаеме, значи тоа е тој предизвик да ние како наставници пробаме, најдеме начини како тие дела како дечињата ќе ги запознаеме со делата и како тие дела ќе ги внесеме во нашите училници за реализација на часови од граматика, од литература и така натаму, и ќе ве замолиме да го документирате вашиот труд, вашите креативни идеи, барем со неколку фотографии би било убаво така да имаме, да споделуваме на страната, да прикажеме една почит и најдобрите кои што ќе бидат разгледувани од страна на стручно жири, ќе бидат наградени за неколку месеци. Тоа ќе се случи на пролет, на голем настан, на кој што најдобрите едукатори од оваа земја ќе добијат признанија за тоа што успеале да оддадат почит на нашиот автор. Овој дел ќе го завршам со нешто интересно, а тоа е посветата на Видое Подгорец за Киро Донев од книгата Необични доживувања. Значи тоа е неговата последна посвета, напишана до Киро. Вели вака: на Киро Донев, драги нервчик, чувај си ги ортомите нерви. Оти многу магариња ќе треба да ортомисуваш во животот, а дотогаш прај романи и романи. Со љубов, ќотек и почит, Видое Подгорец. Ви благодарам.